почитувам Бошко Трпевски, наш докажан спортски новинар и спортски работник. Благодарам што денеска давате можност и јас пред една ваква фела да се обратам. Почитувам господин Топурковски, председател на Македонскиот олимписки комитет. Почитувани гости кои што сте дојдени денеска овде, ни правите голема чест со вашето присуство денеска овде. Почитувани спортски новинари, спортисти, представници на МОК, познати спортски работници. Ми представува посебна чест што ви се обраќам на ваков настан, посветен на спортот, уште повеќе организиран во владата, која што како ниту еднаш претходно го поддржува спортот, физичкото образование и зголемувањето на бројот на младите и граѓаните кои спортуваат. Активно спроведуваме политики во таа насока. Вие сте нашите сведоци. Како никогаш досега, покрај постоечките финансиски средства, владата во 2020 година вбризгува дополнителни 4 милиони евра за развој на македонскиот спорт преку модифициран и приспособен ваучерски систем, со што вкупната финансиска поддршка ќе изнесува 10 милиони евра. Овде ја користам приликата, заради тоа што одиме онлайн, да апелирам до сите бизнисмени и приватни компании во државата да искористат можноста, наместо да платат данок на добивка до 50% од својата добивка, односно данокот кој што треба да го платат, да си купат ваучер. Ако тоа го направат, ќе го помогнат спортот со пари што инаку би морале повторно да ги платат во државниот буџет. Ако учествуват токму во тоа, државата ќе има во предвид во сите нивни активности, во сите поддршки кои што ги даваме, во сите постапки и процедури, апелот е на вистина да се искористи максимално ваучерот. Јас верувам дека до крајот на годината сите ќе се вклучиме да го доживее од блесокот на вистина целосната практична примена на оваа алатка, која што представува многу значајна за поддршка на спортистите и на спортските клубови и федерациите и сите севкупниот спорт во државата. Со цел да обезбедиме услови за напречена работа, функционирање на спортските федерации, подигање на спортскиот стандард и условите за работа на спортските субјекти во државата, клучен проект во делот на спортската инфраструктура е изградбата на Домот на спортови во општина Аеродром. Таму сме во напредна фаза, мојот советник Даниел ќе дискутира, гледам понатаму во агендата, ќе ги каже сите детали, му се радуваме на тоа што го создаваме, заради тоа што ќе остане вековиште на нашиот македонски спорт. Од годинава тандем наставници предаваат физичко во прво оделение и сукцесивно до пето оделение, како што е предвидено и со законот. Реформата тандем партнер наставници, каде оделенскиот наставник и предметен наставник го држат часот по физичко и здравствено образование, е предвидена да го подобри квалитетот на наставата по физичко образование, да ги напреди физичките способности, моторните вештини и знаењето од областа на физичката и здравствената култура. Очекуваме и голем успех во отстранување на сите овие скулиози и други видови на деформитети кои ще се јавуваат кај младите генерации. Се зафативме со решавање на еден од најголемите проблеми, ги враќаме салите назад кон спортистите и граѓаните, кон општините и спортските федерации. Салата Кале сега ја користи Кошаркарската федерација. Вратени се објектите на општина Куманово, општина Радовиш, се бараат соодветни локации за другите федерации и денови се во прашање од враќањето на салата Партизан на општина Карпош. На добар пат сме и верувам дека ќе успееме на вистина сите спортски објекти да ги вратиме или на општините или на федерациите и конечно да затвориме јавното претпријатие за стопанисување со спортски терени и објекти. Со тоа, секако исправаме деценијска неправда и по долгогодишните лавиринти и манипулации со спортските објекти, тие повторно ќе се стават во функција на спортистите и граѓаните. Со влезот во Европската Унија и користењето на фондовите, спортот со сите негови елементи треба да ги достигне највисоките професионални стандарди, со што ќе бидеме рамо до рамо со најразвиените европски држави. Во партнерство со локалните тимови, федерации, организации и други институции, преку спортот, сите заеднички ќе работиме на надменување на насилствата, расизмот и нетрпеливоста во делот на спортот.
Ја унапредивме и интензивиравме соработката меѓу државните институции, Олимпискиот комитет и спортските федерации, нивната статутарна согласеност и подобрена организацијска поставеност. Согласно програмското предоба на владата за носење на нова спортска легислатива, која се изготвува по мерката на спортистите, клубовите, федерациите, Олимпискиот комитет и спортските работници и која е секако во завршна фаза. Овде само ќе додадам, трудете се низ диалог да ги решите и оние досега нерешени прашања. Диалогот на оваа наша земја и овозможи големи перспективи. Секако и дома, ако пробате со вашите брачни другари, ќе видите дека функционира. Функционира диалогот и дава решение. Знам дека има отворени прашања. Апелирам низ диалог да се изнајдат решенијата. Ја унапредивме, интензивиравме соработката меѓу државните институции и сите други спортски асоциации, Олимпискиот комитет, федерациите и сите што се занимаваат со спорт. Но мораме сите заеднички инклузивно да работиме со сиот свој капацитет за да ги елиминираме сите девијантни појави во спортот, како што е допингот, хулиганството, насилството и криминалот, за да го ставиме спортот високо на педесталот на вредностите. Правиме анализи и ги согледуваме најдобрите модели за да овозможиме спортистите и нашите најголеми амбасадори по завршувањето на кариерата да бидат третирани онака како што доликува. Тие се оставени на маргините на општеството, без ден работен стаж, без здравствено осигурување и најчесто без алтернативна професија и образование кој го испуштиле, градејќи спортска кариера, која многу често знае да биде и многу сурова, земајќи ги во предвид честите повреди кои се неизбежен дел од современиот спорт. Нацијата се радува, нацијата се воединува, се дичи, се охрабрува, а на крајот спортистите остануваат заборавени. Овие лица, наши сограѓани, наши врвни спортисти, оставени без системска заштита од некогашните спортски херои и идоли на многу млади, нема и не смеат да бидат заборавени од општеството. Ќе го надминеме трајно и системски и ова и нашите ветерани ќе добијат повластени услови за пензиско и здравствено осигурување и минимална пензија или приход или плата која што мора да биде обезбедена. Навистина ги правиме сериозните пресметки, се работи за бројка која што не е огромна, државата тоа може да го организира. Владата и Агенцијата за млади и спорт континуирано вложуваат, обезбедуваат услови за квалитетни спортски можности и градат партнерски соработки со сите релевантни спортски федерации, институции и организации. Ние ќе продолжиме во тој правец. Денеска и ова организација од страна на Асоциацијата на спортски новинари е од помош. Затоа што слободно може да дискутираме, да се подсетиме секако на успесите и дома и во регионот. Регионот и како може да сподели искуства помеѓу себе, спортистите и спортските работници и како многу. Верувам дека и ние како држави, како јавни администрации, се повеќе ќе генерираме капацитетност да ги следиме вашите очекувања, заради тоа што нема поголем амбасадор од делот на промоцијата на државата која што еден спортист или репрезентацијата или еден клуб што може да ја направи. Дефинитивно штеди пари во фондот за здравствено осигурување секој денар кој што го вложуваме во спортот. Ако можеме повеќе да натераме млади луѓе да спортуваат, па макар рекреативно, не мора да станат професионални спортисти и секако херои спортски идоли, но сепак тоа значи здравје на генерациите, тоа значи стрекни семејства, а сето тоа значи и срекно општество. Навистина сме насочени, нашата земја Република Северна Македонија има се поголем економски капацитет, растат капацитет, тоа значи се поголема алокација на средства за спортот ќе овозможуваме, но ни требаат сите други чинители. Не зборам пред се на вас, спортистите и спортските работници. Во моментот ни треба бизнис секторот да помогне, да не се обидува да врати дел од тие пари кај што им ги дават самите спортски организации. Треба да знаат дека добиваат бесплатен маркетинг со пари кои што и како ги плаќаат. И треба да ги плаќат по закон. Со купувањето на ваучерот добиваат маркетинг. Тврдам јавно како председател на оваа влада, ќе ги имаме во предвид сите вакви чекори и аспекти за сите компании кои што ќе земат ваучер, кои што ќе пласират средства, заради тоа што тоа неколкукратно
ќе се врати на државата, а верувам и на самите приватни компании кои што учествуваат. Така да сите заедно здружени, верувам дека ќе можеме многу да придонесеме. Уште еднаш, заради тоа што гледам и председател на федерациите се овде, сакам уште еднаш да ја номинирам нашата трајна заложба на немешање на политиката во федерациите. Остануваме на таа наша определба со наше длабоко очекување дека тоа ќе испорача на вистина оправдание на ваквите поставености во политиките. Од една страна, значи одговорност за спортските работници, за спортската фела, за сите кои што водат федерации. Од друга страна, отстранувањето на политиката подалеко од федерациите, значи можност да политиката остане само во поддршка безусловна на делот на спортот преку федерациите и спортските клубови. Така да во духот на тоа светло, мене ми е драго што имав можност пред ова фела, почитувана високо, не само дома, во целиот наш регион, да се обратам, да ги кажем нашите заложби и ве молам, немојте да оставате ни владата, ни парламентот, ни Агенцијата за млади и спорт да дишат од определбите за практична реализација на сето тоа за кое што се залагаме. Благодарам.